Го следите отвореното студио на 1 ТВ. Во овој дел од ова отворено студио со мене во студиото е колегата Владко Чаловски. Владко, добро вечер и од мене, ви реков. Да, добро вечер. Сме во оние вечерни на гледачите, да. Со Владко ќе одработиме темата зошто соседните држави, трите од каде што сега азилантот Груевски поминал на патот до Будимпешта, објавија и на кој премини преминал, дека им помагале дури и имињата на унгарските разузнавачи кои што го пренесувале, но од нашите институции, пред се од МВР, се уште ја немаме официјално, немаме информации како успеал Груевски да побегне од Македонија, од каде преминал, како преминал, освен што кажаа дека на камерите, и тоа неофицијално се повикаа на нив медиуми, дека на граничните премини ниедна камера нема регистрирано Груевски како го ја преминува границата, што значи дека можеби алудираат на тоа дека преминал на илегален премин. Но за тоа ќе зборуваме со Владко, кој што и сними и разговори, подготви. Ќе зборуваме предходно да го вклучиме на линк, го имаме Антонио Крстевски. Тој го следи антивладиниот протест на најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН. Антонио, почна ли протестот? Добро вечер и од мене од пред седиштето на најголемата опозициона партија во Република Македонија, ВМРО ДПМН, како што може да се забележи на кадрот зад мене, се собираат луѓето кои што вечерва ќе учествуваат на протестниот марш или на првиот антивладин протест, се извинувам, организиран од страна на ВМРО ДПМН. Во секој момент се очекува протестот да почне, најавен во 17 часот. Како што споменав, се собираат луѓето зад мене. Од она што може да се види, не станува збор за многу голема бројка, меѓутоа останува да видиме дали бројот на присутни ќе се зголеми во текот на поворката, која што најавено е дека ќе се движи тука од пред седиштето на ВМРО ДПМН, ќе заврши пред владата, зградата на владата на Република Македонија. Демонстрантите со себе, од она што може да се види, го веат знамето со 16 краци. Останува да видиме само дали имаат одредени пароли кои што ќе ги истакнат пред зградата на владата на Република Македонија на Илинденска, каде што треба да заврши и овој протест. Во секој момент се очекува демонстрантите да тргнат во правец на владата, а ние исто така ќе тргнеме заедно со нив. Инаку во овој момент од пред половина час во централното градско подрачје е воспоставен посебен сообраќаен режим од страна на припадниците на Министерството за внатрешни работи. Тоа од она што можеше да се забележи предизвика револт кај граѓаните кои што во овој период минуваат низ централното градско подрачје, бидејќи блокирани се најголемите булевари во центарот на градот и се создаде огромен метеж во овој дел на Скопје. Протестот, како што споменав, предходно го најави шефот на опозицијата Христијан Мицкоски, а денеска пресконференција токму на оваа тема одржа и генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев, кој што истакна дека овој антивладин протест не само во Скопје, туку ќе се одржува и во други градови во Македонија во текот на следниот период, а истиот е за многу работи кои што според ВМРО ДПМН власта не успеала да ги направи од сите области. Како што споменав, остануваме на терен, одиме заедно со демонстрантите. Следното вклучување во живо би требало да биде повелјацо. Дали тоа значи дека само на овој антивладин протест во Скопје се само од Скопје или со автобуси доаѓаат и од другите градови, бидејќи ќе има и во другите градови? Се уште нема автобуси од другите градови, активисти и симпатизери на ВМРО ДПМН да донесат? Се уште не успеав да дојдам до таква информација, дали
и жители на други градови од Македонија дошле со организиран превоз тука во Скопје за да го поддржат протестот. Меѓутоа, од слободна проценка моја од она што може да се види, масовности баш нема многу, со што предпоставам дека во овој момент се уште нема жители од други градови, затоа споменав дека ќе видиме во текот на поворката дали ќе се приклучат и други демонстранти или пак можеби во овој момент се стационирани пред зградата на владата каде што треба да заврши протестот. Затоа велам дека со повеќе информации за половина час ќе се јавиме токму со линковско јавување од пред владата на Република Македонија за да и од таму ја прикажеме сликата како ќе биде во моментот ситуацијата и дали протестот ќе добие на масовност или не. Ако ми дозволи повели. Да го одјавиме Антонио. Антонио, знаеме разврската во ВМРО ДПМН беше исклучен едно од најзвучните имиња, би рекол, во ВМРО ДПМН господинот Сашо Мијалков, потоа и екс-министерот Никола Тодоров. Дали од она старо јадро, условно кажано старо јадро на ВМРО ДПМН, има луѓе кои што се присутни за поддршка на овој протест? Пред ова линковско вклучување не успеав да видам дел од лицата кои што се приврзаници на она старо јадро на ВМРО ДПМН, односно на Сашо Мијалков, Никола Тодоров и останатите кои што пред извесен период беа исклучени од партијата. Останува да видиме дали во текот на поворката, односно во следните половина час или час во движењето на демонстрантите кон владата, ќе се приклучат и дел од тие кои што беа приврзаници на Сашо Мијалков и кои што ја застапува нивната идеја, односно кои што изразуваат големи несогласувања со актуелното раководство на ВМРО ДПМН и председателот на партијата Христијан Мицковски. Добро, при крајот на овој блок за едно половина час ќе те вклучиме повторно, тогаш веќе сигурно поворката ќе биде тргната, ќе имаш повеќе информации. Сашо Мијалков не може да биде на протестот, бидејќи е во притвор, приврзаниците на Сашо Мијалков, некој од нив ги исклучија. Но имавме најава дека, еве и Антонио кажа дека создаден е метеж, бидејќи централното градско подрачје, сообраќајниците се блокирани од Министерството за внатрешни работи, нов сообраќајен режим, и имавме најава дека ќе се обидеме со дрон да го проследиме тоа на екран. Режија, го имаме ли дронот, ќе може ли да го уклучиме или заради студеното време ќе биде потешко? Ева, од режија ми викаат дека и покрај нашите обиди да го имаме дронот, нема да можеме сега да вклучиме. Антонио, реков, ти остануваш да го следиш протестот. Ти благодарам за сега. Владко, ние да почнеме со тоа што го најавив за азилантот. Јас го викам веќе азилант, Груевски не е бегалец. Сега има ново азилант, го доби азилот, он е азилант. За азилантот Груевски реков дека се знаеме, ти беше и во Црна Гора и во Србија. Оно што пред да говориме за тоа, само појаснување зошто кај Антонио и овие прашања. На времето кога Груевски ги правеше протестите или оние поголеми собери за без разлика за каква идеја или за каква кауза се работи, беа присутни сите негови коалициони партнери. На тие протести можеа да се видат многу луѓе кои што сега не се со... Па некој дел од нив пребега во СДСМ. Да, дел од нив пребега или во парламентарното мнозинство. Тоа се тие партии кои што сакаат секој пат да бидат со власта, како Амди Бајрам, како други. Може би мислиш на социјалистичката партија на Зинго, која што остана се уште во коалиција со... Да, дел од тие луѓе сепак се појавуваа на протести и во неизвестно време што ќе се случуваше со Стојковиќ на србите, да. Инаку подпредседателот на ВМРО ДПМН Митко Јанчев, кавадаречкиот градоначалник, вчера имаше една така полемичен тон изјава со лидерот Мицковски.
околу неговата средба претходно со Заев во Струмица, во друштво со Никола Тодоров. Тој кажа дека разговарале за Македонија како да оди кон Европа. Општинското раководство на ВМРО ДПМН од Кавадарци, веројатно по налог на централата од Скопје, се огради од Јанчев и го предизвика да видиме дали денеска ќе бидеш на протестите и дали ќе дадеш поддршка на Мицковски. Протестот само што започна, што значи дека до крај може и тука, да, сигурно. Сега да одиме ние со азилантот наш, Груевски. Македонските институции, односно Министерството за внатрешни работи, се уште нема официјален 2 недели има веќе, без официјално објаснување како им побегна. Објаснувањето е дека се уште е во тек истрагата. Ама тоа веќе македонскиот народ веќе создава нервоза во јавноста и нормално е и логично е да се бара и оставки ако направиле таков превид. Дури има голем дел од граѓаните веруваат дека е тоа дил, договор меѓу политички да го пуштат да побегне. Во овој контекст токму предлагам да ја погледнеме прво изјавата на премиерот Зоран Заев, дадена во интервју за 360 степени. Кратка изјава од неколку минути да видиме на кој начин тој говори за одговорноста на македонските институции, ако претходно напоменеме дека кога разговаравме и со министерот за надворешни работи на Црна и со луѓето во Србија, дека пред се одговорноста треба да се бара во Македонија, што е најлогично. Оливер Спасовски ден после тоа излезе на една друга телевизија, кажа прстот го впери кон судот и кон обвинителството. Повеќе институции веќе се само не МВР, но очигледно дека пропустот, ако е пропуст, тогаш е пред се во Министерството за внатрешни работи, бидејќи оние ги контролираат граничните премени. Така. Да. Ти значи предложи да одиме сега со изјавата на... Да погледнеме изјавата на Заев, па да се вратиме. Да. Ако велите дека министерот Спасовски не е одговорен, веќе велите дека од него нема да барате одговорност, тогаш следното ниво се директорите на јавната безбедност и на УБК. Ако се докаже вина во некој од тие два сектори, ќе барате одговорност и да замине некој од нив? Секако, не значи дека јас сум во право и за Оливер Спасовски. Јас го кажувам моето чувство, заради тоа што знам како сум информиран со сите детали, кои што дел ги споделувам со јавноста, дел не смеам да ги споделувам заради самиот систем и заради тоа што секако сериозноста на еден премиер во делот на функционирањето на институции, тоа не го возможува. Но ако се утврди одговорност, секако ќе побараме одговорност од било кој да е во државата, вклучително и Зоран Заев, на кој што народот може да му побара одговорност во секој момент. Така да сум транспарентен политичар за сите постапки. Досега во Македонија за се што се случувало, јавноста била запознаена и некој пат е понесена одговорност, некој пат е испратена пораката на етичкото однесување дека мора до крај да биде заокружено или слично. Ако се случи за незаконитост, се знае. Законот важи еднакво за сите, имаме и такви случаи. Градоначалници, функционери и слично. Па сега велите законот важи еднакво за сите. Сега да видиме на случајот на Груевски дали ќе биде баш така, ќе испадне дека законот можеби нема да важи за Груевски. Груевски е осуден криминалец. И не само што е осуден криминалец, тоа е кукавица. Човекот кој што кажуваше дека е спремен на се, вклучително и затвор за Македонија, покажа колку голема кукавица. Ама ние немаме... Тој... Ние немаме полза од тоа што премиерот го нарекува бившиот премиер кукавица. Ние од премиерот очекуваме да го обезбедел бившиот премиер, кој што е осуден, да не избега од земјата. Добро. Значи, институциите на системот функционираат согласно закон. Оти велите законот важи еднакво за сите. Ако институциите на системот ја поминат границите на нивните секојдневни овластувања, на нивните закони и наредби кои што ги имат, апсолутно исто така јавноста ќе биде незадоволна за одредени човекови права дали се кршат, како тоа може, исти сте со режимот или слично, има тука резка граница. Тоа не значи дека МВР само заради наредба може да постапува. МВР има и своје овластување и постапувала согласно своите овластувања кои што законот и ги дава. И апсолутно тоа е до дозволивите работи на законот и она што значи нормално демократско управување со државата.
Оти ако се случи да се помине таа граница, уште еднаш потенцирам, ќе биде обвинета истата таа мавара Зоран Заев и извршната власт, дека кршат човекови права, дека недозволиво е се. Човекот додека е на слобода, е на слобода. Слободите и правата се врвна европска и демократска вредност. Така да знаеме точно докаде имаме мандат, докаде законот тоа го дозволува и овластувањата на сите што работат. Свесен сте за гневот во јавност по ова што се случи. Граѓаните се гневни, лути и веројатно најмалку што може да се направи е да се лоцира одговорноста и некој да понесе одговорност, бидејќи Груевски не е било кој. Ако има одговорност и таа е утврдена, ќе понесе одговорност кој сака некај во државата. Почнувајќи од мене, па во пирамидата надоле за било кој. И немам дилема во таа работа. Но нечесно е, заради тоа што е гневна јавноста, ние да почнеме да разрешуваме се и сешто. Владко, премиерот од петни жили го брани пред се министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, но како поминува времето, мене се повеќе ми се чини дека се клати позицијата на министерот Оливер Спасовски, дека пропустот е голем. Јас пред се да кажам благодарност до колегите од 360 за ова парче кој што го искористивме кај нас. Нормално, ние можеби изминативе 10 на 11 години, сега некој ќе ни замери зашто се не враќаме на тие 10 на 11 години, но не бевме навикнати на оставки, ниту пак на некаква оставка поради морална одговорност. Така што фотелјата на Спасовски дали се клати или не, сепак во едно демократско општество е многу нормална работа, ако се земе в предвид дека како што вели и Васко, колегата Васко, како што велевме и ние при вклучувањето во живо од нашите теренски патувања, Груевски не е било кој. Тој е човек кој што нели го чува луѓе од внатре од полицијата, од МВР. Морале да знаат во секој момент каде. Наивно беше објаснувањето на министерот Спасовски ден после бегството дека они биле таму, го оставиле во четвртокот и како беше во 23:35, им рекол утре во 9 часот се гледаме, они дошле пред зградата, биле до вечерта, ама не известиле, пошто вообичаено имал и друг пат практика Груевски да не дојде, да си остане дома. Некако не беа издржани, тие информации. Не велам дека ја лажал јавноста министерот Спасовски, но не држаа вода. Така, но во овој контекст само сметам дека треба да се напомене во јавниот дискурс дека во МВР и понатаму работите не се многу чисти. Дали има која контролира. Така, тоа е еден многу чувствителен сектор, така, кој што нели беше воспоставена една машинерија поради која што сега луѓе завршуваат на судски случаи. Така да и какви да се изговорите на Спасовски, во предвид треба да се земе и тоа дека во МВР се уште не е расчистено баш доволно кој го води, како го води. Сакаш да кажеш дека има структури кој што е веќе уште малку па 2 години таму во начелната позиција, ја нема контролата над... Спасовски во неколку наврати има изјавено дека ја има контролата. Меѓутоа, во овој случај без разлика, така. Сепак, барем од наши новинарски избори, знаеме дека внатре има структури и огромен, што него амнестира од неговата одговорност како министр. Па да очекуваме, јас очекувам дека штом ќе излезе со објаснување во јавноста како побегнал, дека можеби ќе си поднесе оставка како морален чин. Тоа барем не е наше да го заклучуваме. Треба сепак нели да си самиот тој да се произнесе. Сега имаме ти сниме разговор со од Хелсиншкиот комитет. Таа јавно му бара оставка како морален чин на Спасовски, така? Да, Пировска важи барем за еден од најгласните активисти, без разлика која структура. Во времето на режимот и сега, Да, и незините барања се прецизни. Оно што го говориме во моментов, дека одговорноста пред се тргнува од нашите институции. Така е. Па ајде да го погледаме разговорот.
Господја Пировска, несомнено дека темата Никола Груевски и понатаму во јавноста е доста актуелна, што поради интересот на граѓаните, што поради интересот на медиумите, меѓутоа сепак се работи за еден поранешен премиер. Сите се занимаваат со она прашање која била рутата на Никола Груевски, кои биле луѓето кои што му помогнале при неговото бегство, но вие гласно говорите дека сепак првата точка од каде што треба да се бара одговорноста се македонските институции. Која институција, поготово онаа која што најмногу потврли во ова бегство? Па мислам дека Министерството за внатрешни работи и службите на Министерството за внатрешни работи, односно Агенцијата за разузнавање и Агенцијата за безбедност и контраразузнавање биле клучни околу случувањата поврзани со бегството на Никола Груевски, од проста причина што јас веќе тоа и го изјавив дека тие морале да имаат сознанија за неговите контакти, прво со странските служби, второ за неговите движења и како што дознавме деновиве нели и одеднаш подигањето на големи суми на пари, сето тоа требало да биде момент кој што требало на институциите да им представува двигател за да преземат мерки за негово по-сериозно обезбедување, што и доаѓаме тука и до она што може би требало да биде и действување на судот, кој што несомнено во вакви случаи мора да има да добива информации од службите во МВР, како што е Агенцијата за разузнавање, дека постои опасност, постои ризик тој да избега од земјата и да се спаси од издржувањето на казната затвор. Во таков случај, и покрај тоа што ние како Хелсиншки комитет секогаш притворот го наведуваме како крајна мерка, требало да предвиди и мерка притвор за да се обезбеди неговото издржување на казната затвор. Значи, има неколку сегменти кои што власта, доколку сака да им ја каже вистината на граѓаните, треба да го утврдува. Како што реков, треба да се почне пред се од неговото обезбедување како осуденик, не само за делото за кое што е осуден, него и за другите дела во кои што е обвинет, кои што се уште посериозни од она за кое што е осуден, требало да покажат една поголем степен на предпазливост и сериозност во обезбедувањето тој да ја издржи казната затвор. Тоа не се случи. Значи, сериозноста во пристапот кон обезбедувањето на Никола Груевски требало да биде на многу повисок степен, оттука и перцепцијата на граѓаните и на нас и во граѓанскиот сектор, вие знаете дека излеговме со реакција по однос на бегството на Груевски, е дека со таквото непостапување всушност му се овозможило на некаков начин да избега од земјата и да ја избегне казната затвор. Според тоа мислам дека ова одолжување на власта да даде одговори на прашањата кои што секојдневно се поставуваат и од страна на пошироката јавност, и од страна на експертите, и од страна на граѓанскиот сектор, мора да се излезе со некаква информација, која што ќе покаже дека власта сериозно сака да му пристапи на случајот и да даде одговор. Јас не верувам дека ќе може да се даде некој совршено алиби и власта на некој начин да се спаси од осудата за она што се случи, бидејќи се очигледни пропустите. Јас затоа и реагирав на изјавите на премиерот и неговата убеденост дека Груевски нема да ја напушти земјата. Госпоѓа Пировска, ве плаши ли условно кажано тоа што ако се погледне извештајот на Прибе, потоа извештајот на Европската комисија кои што зборуваат за владење на правото, за зајакнување на капацитетот на институциите, како и соодветни реформи во судството, кај нас после бегството на Груевски, како одговорноста од оние кои што се најзадолжени за ова прашање да доаѓаше преку едни изјави во медиумите. Да, со тоа што премиерот во своето интервју на 360 го амнестираше во втората минута, кажувајќи дека тој чувствува дека не е министрот за внатрешни работи одговорен во случајот. При тоа заборавајќи дека претходно даде изјава дека ќе
ќе бидат покрената истрага за да се утврди што се случувало и кој направил пропуст. Апсолутно ме загрижува тоа што кажува овој случај. Ме загрижува од аспект на капацитетот на институциите и од аспект на менталниот склоп кој што го пројавува и оваа власт. Неказнивоста беше феноменот поради што започна отпорот во Македонија против режимот на Груевски. Една од првите барања кои што шарената револуција го преавуваше на тие протести беше барањето за кривична правда. Поради фактот дека во Република Македонија ние немаме политичар од висок ранг кој што одговарал за своите дела. Да не заборавиме, Груевски е четвртиот осуденик политичар кој што успеал да ја избегне правдата во Македонија, бегајќи од земјата. И да не заборавиме дека во последниот извештај на Европската комисија апсолутно се бара земјата да покаже доследност во борбата против антикорупција и да ги спроведе високо профилираните случаи на корупција. Се мисли на злоупотреба на власта пред се. Заради тоа што сето она за што е обвинет Груевски е всушност злоупотреба на моќ, злоупотреба на службени овластувања, злоупотреба на власт, нешто што во Македонија ние очекувавме дека ќе биде минато. Меѓутоа, со овој однос, со ова непостапување, неодговарање на реакциите на јавноста, со една сериозна истрага околу случаите, со едно сериозно прифаќање на одговорноста за случаите, ние можеме да дојдеме на истото она ниво на кое што бевме за време на владењето на Груевски. Како го коментирате тоа што како консеквенца сега после бегството на Груевски, дел од луѓето кои што веќе беа обвинети, но не и осудени, но кои што не беа во притвор, сега се најдоа во притвор, кои што пак се жалат дека кон нив се постапува само заради тоа што Груевски избегал од државата. Јас не можам да кажам секако дека они се притворени само заради тоа, но дека тоа беше калкулиран потек, според моје мислење, со цел да предизвика некаква сатисфакција во јавноста, дека еве, ние се бориме за да се постигне кривичната правда, сите оние кои што го прекршиле законот, и сега тука зборувам повторно за високо профилирани случаи, какви што се и случаите на Орце Камчев и на Мијалков, да се едноставно на некој начин беше тоа димна бомба после бегството на Груевски. Да не заборавиме дека дента кога побегнал веќе Груевски од земјата беше приведен Орце Камчев. Јас повторно ќе нагласам, јас не мислам дека нема материјал, зашто тие би биле кривично гонети, меѓутоа многу е симптоматично кога се случуваат нивните приведувања. Груевски доби во азил во Унгарија, самиот се пофали за тоа, во меѓувреме собранието му го одзема имунитетот. Правно гледано, кој е бенефициите на Груевски од азилот и односно што губи со тоа што одзема имунитетот, а всушност е во друга држава? Искрено речено, јас не почувствував ништо, ниту како правник, ниту граѓанин на оваа земја, која разбрав дека му одземен имунитетот на Груевски. Груевски се наоѓа во Унгарија. Сепак е задоцната реакција прво, второ тој има азил. И тој, и доколку се шета во земјите на Европската Унија, ќе зависи од земјата во која што ќе престојува, дали ќе покрене некаква постапка за негово екстрадирање. Според тоа не мислам дека тоа што му е одземен имунитетот ќе има некаков ефект сега во, да речам, достигнувањето на правдата, односно негово враќање во Македонија или, како да речам, не мислам дека тоа е некаква сатисфакција за граѓаните после она што се случи, односно со неговото бегство. Очекувате ли да биде екстрадиран? Јас секогаш ќе очекувам Груевски да биде екстрадиран. Груевски е човекот кој што навистина и нанесе зло на Република Македонија од многу аспекти. Сето она што беше градено беше разурнато, и пред се зборувам за
принципот на владење на правото, воспоставување на некакви погрешни вредности и на феномени со кои што ние многу тешко ќе се справиме. Не сум позитивна, имајќи предвид како се движат работите, дека ќе дојде до негова екстрадиција, иако се уште верувам во тоа дека Европската Унија ќе има некаква реакција кон Унгарија како земја членка на ЕУ, но колку таа реакција ќе има некаков исход, повторно не сум оптимистична, имајќи предвид дека против Унгарија беа покренати одредени мерки од страна на Европскиот парламент, но сите знаеме како тоа заврши со гласот против од страна на Полска. И не верувам дека Орбан ќе биде многу засегнат од реакцијата на Европската Унија, имајќи го предвид целото негово начинот на неговото владење во Унгарија. Ви благодарам на одвоеното време. Молам. Неурчиња на љубовта. Пелистерка. Претворете ги вашите ноќи во незаборавни магични мигови со перниците, јорганите и постелнината од новата Купон Плюс акција на Тинекс. Неверојатно меки перници и јоргани со антиалергиско полнење, кои нудат удобен и безгрижен сон. Висококвалитетни постелнини, изработени од 100% памук, достапни во повеќе дезени и бои, кои совршено се вклопуваат во вашата спална соба. Од 5 ноември до 20 јануари соберете купони и со соодветна доплата одберете перница, јорган или постелнина од македонскиот бренд Ацони и препуштете се на удобноста на вашиот кревет. Сонувајте спокојно и лесно со Купон Плюс акцијата на Тинекс. Метрополис, број 1 радиомрежа. Во новиот број на неделникот Фокус ке читате: селективна амнестија за 27 април. Пратениците ќе решаваат кој тепал, а кој командувал на крвавиот четврток. Екс-премиерот го одбра подолгиот пат до Будимпешта, со чија помош Груевски ја минал македонско-албанската граница. Мијалков одмериот во шутка Дагао. Читајте Фокус, за нештата да станат појасни. Повторно се враќаме во живо во студиото на 1 ТВ. Владко, ти веруваш ли дека Груевски Орбан ќе го естрадира Груевски кај нас? Не верувам во Орбан, меѓутоа верувам во, бидејќи сме претенденти да станеме дел од Европската Унија, верувам дека по доволен притисок за, бидејќи цело време се зборува за владење на правото од страна на Брисел, верувам дека ќе дојде до разумност кај унгарските власти, може нема да биде тоа Орбан. Меѓутоа верувам дека кога тогаш правдата ќе биде задоволена, бидејќи сакам да верувам во правна држава. Јас мислев дека ќе речеш дека не веруваш и затоа реков сакам да верувам во правна држава. И ќе ти понудев дека можеби не е лошо да пробаш да отидеш пак во Будимпешта, да го најдеш Груевски, па да му направиш едно интервју за негови, би било тоа топ. Да, веројатно ако го најдеме би било супер за јавноста да ги слушне. За Будимпешта? Како не, секако. Да.
Добро, синоќа и обвинителката Вилма Русковска во Правда и неправда на 1 ТВ зборуваше за предистражната постапка, неколку пати нагласи дека обвинителството води само предистражна постапка за бегството на Груевски и можните пропусти, каде е грешката што тој ја напуштил државата. Па предлагам да погледнеме како таа коментира околу бегството, околу таа предистражна постапка и на прашањето дали и министерот за внатрешни работи, ако направил пропуст, би одговарал кривично, таа вика зашто да не. А во изминатиот период имавме можност да слушнеме како е организирано преминувањето, да речеме во Црна Гора, во Албанија, Србија, па дури и во Унгарија. Зошто е тоа така? Зошто толку многу доцнат нашите институции во утврдувањето на една ноторна ситуација што се случила како што е поминувањето на граница? Многу повеќе време треба да утврдиме кога, на кој начин, како и со која помош стигнал до Албанија. Сега се обезбедени снимките, така наречено Safe City, или на гледачите да им појаснам, тоа се камерите што се по улиците од градот. И тоа е многу обемен материјал. И ќе треба извесен период да се изанализира и да се извршат тие проверки. Не сметајќи ги снимките од гранични премини и така. Дали добивте информации од банкарските институции и известување за тоа како Груевски ги испразнил сметките? Ние немаме добиено, затоа што сите случаи на Груевски ги водеше и ги води специјалното јавно обвинителство. Така да, ако некој добил информации, тоа се тие. Меѓутоа, предпоставувам, затоа што водите и вие сега истрага, таа информација битна е и за вас како обвинителство, за да го склопите целиот мозаик околу тоа што му предходало пред заминувањето. Видете, ова го реков во смисол дека тие ги добили информациите пред нас. Ние ги имаме сега информациите. Кога и на кој начин и колку пари подигал, тоа го имаме. Дали банкарските институции на време алармирале дека се случува празнење на сметките? Тоа треба да ги прашате од СЈО. Значи, ние го почнавме пред истражната постапка. Добре, рековте дека и вие имате информација. Да, ама имаме сега. А дали банките ги алармирале СЈО, тоа треба нив да ги прашате. Ние сега ги имаме, значи тоа е после случувањето на бегството. Кажете ми, можете ли сега барем да кажете нешто првично, каде затаеја всушност институциите и кој затај? Бидејќи во јавноста веќе се лоцира вината. Некој вели грешката е во МВР, затоа што ненавремено распишала меѓународна потерница. Други велат има вина кај СЈО, бидејќи не побарала повторно притвор. Трети велат дека потфрлила агенцијата за разузнавање, бидејќи морала да има информации околу движењето на Груевски. Каде вие ја лоцирате одговорноста? А ние ко обвинителство, ако веќе имавме лоцирана одговорноста, тогаш немаше да бидеме уште во предистражна постапка, ќе донесевме наредба за спроведување на истрага. Така да видите, ние не можеме да си дозволиме шпекулации. Сепак сме сериозна институција
и нешто што ќе кажеме, и ако лоцираме негде вина, било лична, било на некоја институција, тој ќе го кажеме, ама тогаш кога ќе имаме докази. Многу е неблагодарно во предистражна постапка особено да се каже дека ја лоциравме таму вината. Дали институција, дали личност. Што е за вас, например, од оваа позиција, од оваа место, успех во кариерата? По кој што ќе можете да кажете, успешно ја завршив кариерата и задоволна сум? Кога ќе успееме да подигнеме обвинение и да осудиме актуелен политичар. Да, тоа беше шефицата на обвинителството за организиран криминал Вилма Русковска. Златко, мислам дека да завршиме тука со азилантот Груевски и да очекуваме институциите, пред се Министерството за внатрешни работи, да излезе со информација како им побегнал. Веројатно ќе завршиме во овој тајминг сега на студиото, но е тема која што ќе продолжи да се третира, барем додека не излезат сите прашања кои што јавноста сите детали како успеал да им помогне предсе на Министерството за внатрешни работи. Од режијата ми сигнализираат дека на линк веќе го имаме нашиот Антонио Крстевски, кој го следи антивладиниот протест на ВМРО-ДПМН. Тие веќе се пред владата на Република Македонија. Антонио? Ацо, повторно добро вечер од протестниот марш кој што се одржува во Скопје. Сега се јавуваме од пред владата на Република Македонија, каде што пред неполна минута пристигна демонстрантите кои што се дел од овој прв антивладен протест, организиран од ВМРО-ДПМН, но поддржан и од други организации. Од тоа што може да се види зад мене, што туку пристигнаа демонстрантите кои што се собраа пред половина час пред седиштето на ВМРО-ДПМН, каде што всушност беше и повикот да се соберат сите кои што не се сложуваат со актуелните политики на владеачката гарнитура и да го изразат својот револт на овој протестен марш. Не успеав да видам дали на чело на поворката е и председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, но предпоставам дека чим тие се организатори, тие повикаа на овој протест, предпоставам дека тој бил меѓу присутните демонстранти, како што споменав, што туку пристигна пред владата демонстрантите. Тука е наместена и бината од која што треба да говорат говорниците, се уште не знаеме кои, меѓутоа за многу кратко време ќе дознаеме. Инаку полицијата е под силно полициско, зградата на владата е под силно полициско обезбедување токму пред овој протест, а исто така блокирани се, односно затворени сите главни улици во централното градско подрачје. Остануваме на терен за многу брзо време, ќе бидат и говорите од страна на луѓето кои што се планирани да излезат и да се обратат пред демонстрантите. Инаку причина за организирање на овој протест од страна на ВМРО-ДПМН е незадоволството, изразување на незадоволство од политиките кои што ги води актуелната владеачка гарнитура и потезите кои што ги влече извесен период наназад од доаѓањето на власт. Доколку нема дополнителни прашања, аз предлагам да се наместиме пред бината каде што ќе бидат говорите, да ја проследиме целата оваа ситуација пред зградата на владата на Република Македонија, па со повеќе детали ќе се вклучиме подоцна во отвореното студио. Да, повеќе детали ќе имаш во вестите во 20 часот. Тогаш ќе ги имаш и поентите од тоа што е таму кажано и кои се од раководството на ВМРО бил. Антонио, ти благодарам. Ти го следиш протестот. Татко, ние тука да... Да, по оваа опширна анализа на Антонио и опис на протестниот марш, веројатно и нема што да го прашаме друго со оглед на тоа што случувањата доправо следат. Да, одиме сега со... Што имаме сега? Сега имаме... Забавниот дел. Не, Вучич го имаме со
со неговата емисија.